среќна што сте сите тука. Ви благодарам што дојдовте и со тоа придонесовте за збогатување на овој настан. Возбудена и радосна, сакам со вас да ја споделам мојата среќа, што можам уште еднаш да покажам дека сликата може да замени многу зборови. Колку и да ви раскажувам за моите духовни доживувања, не можам и не знам до крај да искажам убавината со која се соочив, влегувајќи во вистината. Да се увериш во нешто што од секогаш постоело како факт и како емоција, длабоко во секој од нас, но онака подзаспано, да се разбудиш во реалност, убаво од сонот, е нешто што за кое секој од нас сонува. Сакам со својот пример, пред сите вас и пред Бога, да сведочам за вистината. Тие што ја знаат вистината, знаат зашто зборувам. Ако има некој што се уште не ја знае, посакувам од се срце што побрзо да ја дознае. Предпоставувам дека знаете. Зборувам за христијанството. Уште пред многу векови првите христијани кои имале среќа директно да бидат во контакт со вистината, се грижале да останат спомени и сведочења, одговорно ја пренесувале таа вистина во сите облици. Секоја слика, икона, цитат, псалм, сето тоа е сведоштво за она што било и што ќе биде. Посакував многу одамна да се случи ова изложба, но сега, со Божија помош и благослов од мојот духовен отец, со чиста љубов го насетав својот избор на сведоштва на вистината. Се молев секој од нив да зрачи со спокојство и блаженство. Посакувам секој од нив да си го најде своето место во некој христијански дом, од каде ќе потсеќа и ќе ја чува вистината. Уште на почетокот реков, јас ќе ги зборувам со моите слики. Сакам на крај од моето обраќање да се заблагодарам на сите кои несебично ми помогнаа да ја реализирам ова изложба. Некои со убава мисла, некои со корисен совет, некои со трпение поради мојата ангажираност во изминатиот период додека ја спремав изложбата. Некои со техничка помош, некои со финансиска грижа, некои со именување на изложбата, некои со разубавување на настанот на сите можни начини. Голема благодарност до сите нив. Најголема благодарност до Бога. А сега ми преостанува да ве почастам со парче духовна храна, дел од поезијата на мојата сакана пријателка Вера Силовска, наречена Чаша полна светлина. Причест. Стоејќи пред твојата крв и тело, подадени во чаша пред твоите двери, помислете дека ќе вкусам твојата суштина и смисла. Ме здробува на множество честици, расфрлени во хаос. Колку да е ситна мојата душа и колку да е проста мојата мисла. Колку е тажна и кревка мојата замислена лика. Главата ми тежи од секакви сознанија светски. Од сите планови светски, што се само план за бегство од твојата дарба. Затоа во храмот на твојата милост, како честица приоѓам и те молам со наведната глава, згазена суета, те молам да ме примиш во твојот честак, во твоето мноштво, да ме примиш во честа на твојата слава. Помислата дека ќе вкусам твојата суштина и твојата смисла, ме милува како пролетен ветер. Како свесно првовидение, главата ми паѓа, се наведнувам и откривам дека ова е наклон на поземање твоја крв и твое тело. Наклон кој со единување големо дарување. Ова е прибирање на мојата честица ситна и неделива. Ова е чест од тебе понудена и слава од тебе излеана. Со оваа душа што твојот повик конечно го слушна. Ме примаш ли, Господи, со сета моја грешност и беда, со страх и со силна надеж и вера, Господи. Ја позивам твојата суштина и слава. Ме примаш ли, Господи, во оние кои ги помилува твојата рака. Јас само ни солзи можам да се радувам, зашто мојата тага е твоја милост, Господи. Уште една прекрасна духовна творба од Вера Симовска, како да ја пишувала за Сузана Прилеч. Случајна. Боговидна. На дланка ми пишува, и безден писмо ми се цртува. Колку бои можам да замешам за сјај да задržам. Не само однадвор,
и однатре да се премачка. Од дланка, на кожа, како на пергамент испишува, колку добро дејанија можам да направам. 5 виденија изрецаат во утоката на мојата дланка. 5 огледала, никој го може напишав точно пред една недела по еден друг повод. Тогаш беше празникот Свети Наум Покрески. Меѓутоа важи, верувам, и за овој и за многу други поводи. Да бевме добри математичари, ќе пресметавме дека љубовта е непресметлива, исто како и лудоста. Да бевме добри физичари, ќе знаете, љубовта е енергија која ниту се создава, ниту се губи, туку се преобразува од еден облик во друг. Да бевме добри хемичари, ќе знаете, љубовта е основниот елемент содржан во се друго. Да бевме добри сликари, реалисти, надреалисти, хиперреалисти, ќе сватевме, љубовта е најреалното нешто во животот, а навиду реалните нешта се најнереални ако не содржат љубов. Да бевме добри духовници, ќе разберете. Љубовта и духот едно исто се, како светлината и топлината, како вистината и правдината, како добрината и убавината. Јас сум Вера Симовска и благодарам на Сузана за овој прекрасен настан и за незината да ја ставиме во наводници луда идеја. Зошто луда идеја? Со симпатија наречено се разбирам. Сузана без храбро и без да се плаши реши да го прошета Исус низ нашиот град. Не само по храмовите, каде што се слуша виделна литургија, и каде што се собира народот за нашите црковни празници, го реши да го прошета например, до оваа пицерија во центарот на град. И навистина не изгреши, затоа што и самиот Исус се шеташе меѓу сиромашните, се шеташе надвор, секаде надвор, а не седеше на едно место, нели, во една просторија, во една соба, во еден храм и таму не делеше паметни совети. Сузана се надмина себе си, ми се чини не само со своите дела како техника, туку и во незиното духовно созревање се случи една ваква убава, еден ваков производ, да го наречам, и успеа со незините слики да ни покаже и докаже, што е популарна збор сега тука во нашава средина, да покаже дека ова се живи слики.
затоа што е ова жива историја, ова е нешто што се случувало, но што се случува во секој живот поединечно во нас. Јас си дозволив малку повеќе да зборувам од овој аспект и благодарам што мојата книга ја зеде како една добра другарка со поезијата вечерва. По нејзина желба ги читаме моите песни, треба да прочитам уште една, а потоа уште еден мал плюс осврт за нејзиното творештво и за оваа изложба вечерва. Песната се вика Воскрес. Ја испивме последната чаша тага. Не, нема повеќе тага. Се што е врзано во нас, го исполнивме со Бога. Запревме со лаги, запревме со мрза, згазивме врз гордоста со дела, влеговме во вода, се премивме, влеговме во Бога, се преумивме. Против доматен востание кренавме, за Бога да го примиме. Себе си се оставивме и видовме кои сме, видовме налик на кого сме. Црвените зраци. Инаку, вечерва стоиме пред третата самостојна изложба на Сузана Принтич, изработена во масло на платно. Со иста техника беше изработена и нејзината прва изложба, со која авторката се обезбеди место во Друштвото на ликовните уметници на Македонија. Символите и нивното значење, извлечени од традицијата и културното наследство на народот, на кој му припаѓа сликарката, беа мотивите во првите дела. Мотивите пак, во овие слики што стојат пред нас, се дел од духовното наследство на христијанскиот народ и неговата историја што е допрела и нашата татковина. Моментите на Исусовото раѓање, љубовта на Дева Марија кон своето чедо, кој ќе го спаси светот, Исусовото воскресение, покајувањето и така натаму, биле на вистина инспиративни за креативниот дух на авторот. Сликите што се пред вас се сведоштво на еден силен призив, во кој ќе следи пристапување кон Исусовата црква, а потоа вдахновение која овозможува една отворена човечка душа со дарба за ликовна креација да произведе нови дела. Тие дела ќе представуваат потика убаво чувство кај оние што ќе ги видат овде или можеби ќе ги однесат и во своите домови. Во еден ангел чувар Бог ни предодредил да сите нас со задача да ни помогне да не ги изведе на патот на вистината и животот кој треба да остане живот вечен. Ангелот на Сузана сега сигурно се радува зашто успеал една човечка душа да донесе на патот на спасението. Можеме да ја заблагодариме на Сузана Принтич што го збогати и посведочи Божието присуство преку и со нејзините слики.